Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе разговараме за Nervous Network. Продолжуваме и понатаму со нашиот моментален проект, а тоа е нормално Altcoin недела. За оваа недела разговараме само за алткоини, со тоа што денеска е денот за Nervous Network CKB. Уште еднаш поздрав до Горан Пандурски, кој што живее во Англија и еден од оние кои што го поддржуваат овој канал веќе многу долго време, така да ова беше на негово специјално барање. Неколку пати го побара овој и затоа одлучивме да го направиме. Така да, нели, уште еднаш, значи за оние кои што се полого со нас, најмногу што може да направиме е на специјална желба да направиме истражување на одреден токен. Така да уште еднаш ќе напоменам, ви благодарам за поддршката, посебно на Горан. Денеска видеото е посветено на тебе, бато. Сега, како го правиме ова, значи, знаете и сами, од време на време на нашиот Facebook профил објавуваме пост на кој што бараме вие да ни предложите проекти, од кои што ние одбираме 4 и потоа ги работиме за вас. Во последниот, тоест во препоследниот, беа изграни овие 4, каде што веќе во оваа недела ги обработивме првите 2, тоест 3 од овој блок, значи ова е последниот. Значи, прво беше изработен надвор од ова Harmony One, потоа го обработивме Ondo Finance и Meta Hero. Денеска рековме ќе работиме на Nervous Network CKB и со тоа завршуваме со овој блок, каде што значи сите овие 4 проекти се завршени со последното видео денес, според ваш редослед. Значи вие гласате во кој редослед ќе ги обработуваме, а од утре продолжуваме понатаму со следните коини, а тоа е нормално прво аудио и доколку има време оваа недела ќе ги обработиме и BitTensor Tao и евентуално понатаму како се движиме Osmosis и Compound. Сега, како го правиме тоа? Значи, на нашиот канал, ова е нашиот канал на YouTube, имате различни тематики на различни нормално плейлисти, каде што значи тоа се практично различни материи кои што ги споделуваме со вас, со цела едукација, со тоа што нормално имаме првата плейлиста која што е дневни анализи и вести за криптопроекти, напреден курс за техничка и фундаментална анализа кој што е последователен после првиот, кој што може да го најдете на дното, тоа е овој почетнички. И нормално овдека следуваат економски и геополитички теми, тоа е се што е поврзано со криптопазарот, како и анализа на коини и токени, што е уствари плейлистата на која што работиме денес. Оние кои се нови на нашиот канал, би ги замолил да го погледнат ова прво иницијално видео, каде што детално објаснуваме што и каде може да најдете на нашиот канал, со цел да не ви биде значи тешко, затоа што има повеќе од 1000 видеа и нормално дека е доста збунувачки. Сега, во однос на анализата на коини и токени, веќе имаме вработено околу 80 па и повеќе од 80 на коини. Значи, тоа се различни проекти од најголемите, како Ethereum, нели, оние кои се први 10, па надолу по market cap, значи ги работиме како се движиме кон следниот bull market и помалите, да речем, проекти, коини или токени, со тоа што сите претходни веќе ги имаме вработено на македонски јазик, со цел македонската нација, без разлика каде се наоѓа, да може на македонски јазик да погледне, значи, основно истражување за секој од овие проекти, а потоа самите да го надградат ова истражување и да одлучат дали потенцијално би инвестирале во овој проект. Така да, како што кажав, имаме направено многу проекти со цел да имате основни познавања од оваа сфера, а натаму сами да одлучите дали би сакале да инвестирате или не во овој проект. И нормално, секој од овие проекти го истражуваме преку 6 групи на прашања, значи тоа се 6 групи на прашања кои што треба специфично да објаснат што овој проект представува, каков тип на проблеми се обидува да реши и се што е нели специфично за истиот, со цел да имате представа во што инвестирате. Така. Сега, денеска, значи она што прво треба да го спомнеме е доста уникатно, значи долго време не сме обработиле, Proof of Work проект. Тоа е проект кој што во оваа ситуација значи има посебен тип на консензус, кој што за разлика од повеќето од оние проекти кои што сме ги обработиле до сега, тоа е Proof of Stake, ово е Proof of Work. Како што веќе многу пати сме објаснили претходно, нема да навлегуваме во детали. Proof of Stake се блокчени кои што практично вие имате удел во самиот блокчейн кога имате нод, со цел да имате право да запишувате трансакции, додека Proof of Work не ви е потребен удел за да имате право да запишувате трансакции, но треба да имате соодветна јака машинерија, зборувам хардвер, тоа се оние Proof of Work майнери, кои што практично во однос тоа колку се поеки, толку поголема веројатност е дека ќе го решат алгоритамот кој што е поставен како задача и оној кој што најбрзо ќе го реши овој алгоритам има право да запише блок, а со тоа и да добие наградата од овој блок. Така функционира Bitcoin, слично на тоа функционира Каспа, Ravencoin и така натаму, и исто така во оваа ситуација функционира и Nervous Network CKB.
Значи ќе објасним малку повеќе околу нели самиот консензус нормално, но за почеток би сакал само да ви покажам че ова е категоријата во која што овој проект спаѓа, тоа е Proof of Work, погледнете и сами, значи е доста на некој начин високо овде, значи погледнете. Имаме 3, 6, 9, 14 место е според market cap, а во оваа ситуација и нели според големина во однос на останатите Proof of Work проекти. Сега да бидеме реални, значи Proof of Work проекти не се нешто посебно омилени на пазарот, да бидеме јасни. Значи истиот нема некој голем market cap, има market cap од околу 600 милиони, што значи дека го прави мини проект. Значи уште еднаш ако сеќавате, во однос тоа како ние ги гледаме проектите, дури направивме посебно видео за тоа. Значи сите оние проекти кои што немаат барем 1 билион ги милиарда, тоест ги рачунаме како мини проекти, како многу мали проекти за инвестирање, додека веќе над милиарда нели почнуваат со мали, средни и големи проекти. Со тоа значи ова е има голем потенцијал во однос на market cap. Значи затоа што има доста мал market cap и гледаме дека нели Proof of Work големи проекти како Litecoin, Kaspa и така натаму се наоѓаат доста над овој проект. Тоа не го прави помалку вреден. Но, нели, како интересен момент ќе објасним, има некои интересни, да речем, случувања околу овој проект, што му даваат некоја предност, да речем. Битно е тоа што треба да го разбереме во првото прашање е дека самиот Nervous Network, односно CKB, спаѓа во Proof of Work, односно станува Layer 1, практично тип на блокчейн, кој што има свој блокчейн, има свој коин, во оваа ситуација тоа е CKB, што значи дека други проекти да постојат, значи секој друг проект кој што е Proof of Work, моментално Layer 1, како што веќе објасниме овдека, е негова конкуренција, вклучувајќи ги, како што веќе кажав, значи Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Kaspa, Ethereum Classic и така натаму, со тоа што значи има една многу уникатна работа која што го прави подобар од останатите, значи ретко кој од овие овдека, со исклучок на Kaspa, има Smart Contract Compatibility, но за тоа ќе разговараме малку подоцна, тоа го има и CKB. Дали има други апликации од реалниот свет? Нормално дека не постојат, затоа што станува збор за ваков тип на технологија, каде што само овие проекти практично се конкуренција самите на себе си, така. Сега, во однос ова е нивната основна страна, nervous.org, каде што може да погледнете се, јас значи извадив се што беше така речено битно што би можеле да објасниме. Сега најпрво би сакал да се задржиме на нивниот Proof of Work. Значи би објаснил малку повеќе околу типот на блокчейн. Не очекувате да ги одговараме прашањата по редослед, затоа што се доста сложени, па морам нели да се движам низ материјата во однос тоа како материјата се развива. Така да уште, значи веќе спомнавме дека е Proof of Work, истиот е лансиран уште ноември 2019 година и има 4 годишни циклуси на халвинг исто како Bitcoin, што е доста добро во оваа ситуација. Значи првиот халвинг веќе беше направен во ноември 2023 година, тоа е пред некои 7 месеци. Ќе објасниме, тоа е доста битно во однос на токеномијата и неговата инфлација. Она што треба да го напоменеме, кој што е многу битно за овој проект, е фактот дека CKB има матично ист Накамото консензус како и самиот Bitcoin. Односно во принцип, во самата основа на овој блокчейн проект, блокчейн технологија, истиот е исто како и Накамото консензусот на Bitcoin, односно функционира на истиот тип на блокчейн. Со тоа што има две интересни разлики, значи во неговото надградување имаме две основни, да речем, дополнителни, да речем, надградувачки фактори. Првиот е дека истиот е по-резилиент на selfish mining attacks. Тоа е она потенцијално двотретинско напаѓање на мрежата, каде што имате доволно мајнери кои што имаат доволно хешрейт за да можат да направат форк на самиот блокчейн, односно да го променат истиот затоа што имаат доволно моќ. Во оваа ситуација значи самиот Накамото консензус Max, кој што е уствари Накамото консензус Max е практично нели надградениот блокчейн консензус на CKB, со тоа што овде ќе имаме двостепено потврдување на трансакциите. Значи и на самата нивна страна може да го видите тоа овде, само да ви го покажам делот, вели значи има two-step confirmation process. Сега, искрено да не ве лажам, значи да вистина не го разбирам доволно овој дел за да можам да ви го објаснам. Идејата е дека, потврдено гледам и од други медиуми, дека на овој начин се надградува матичниот Накамото консензус да биде
отпорен на ваков тип на напади, што е добро, значи го надградува да биде подобар, и во однос на брзината е доста побрз за разлика од биткоин, има 100 до 200 трансакции во секунда. Значи тоа е многу побрз од биткоин, но како и да е, не е ништо посебно импресивно затоа што Proof of Stake има многу поголема брзина, но нели, ова е кога матично зборуваме за Proof of Work, значи има голема надградба над биткоин, со тоа што значи, за оние кои што сакаат да бидат дел од мајнинг заедницата и потенцијално би сакале да го мајнаат овој коин, значи ќе го приклучам овој прирачник како можете вашите ASIC мајнери, потребни се ASIC мајнери за овој за овој коин да биде мајнат од ваша страна, значи ќе може да погледнете овдека. Сега само да ви ги скратам маките, имајте го тоа во превид, значи во склоп на самиот прирачник, значи алгоритмот, практично типот на алгоритми кој што го користи за решавање се нарекуваат Eagle Song. Со тоа што оваа страна која што е ASIC Miner Value има во однос на каков тип на алгоритам користи Proof of Work блокчейнот, имате практично да видите кои од мајнерите колку би биле профитабилни. Така да сакам да ви го покажем ова да го имате во превид, значи доколку цената на самиот проект не се покачи, моментално има само еден мајнер кој што на дневна база би биле профитабилни доколку го користите, значи ова е во однос на мајнерите кои што потенцијално би ги имале, така. Значи имајте го тоа во превид, сакам да ви го покажем ова како еден од многу битните работи и фактори дека потребно е цената на овој проект да се качи нагоре, значи треба да верувате дека цената ќе порасне со цел да влезете во мајнинг на овој проект. Само ви го давам како пример, значи ова е страна која што ни покажува колку профитабилни се мајнерите во однос на типот на Proof of Work алгоритам кој што го решава. Така да погледнете и сами, верувам дека мајнерите имаат многу поголемо искуство од мене, ова е само лаичко што јас го зборувам моментално и само не ви покажувам како можете тоа да го направите, со тоа што дополнително не морате сами да се приклучувате на мрежата, може да се приклучите и на во оваа ситуација Binance Pool-от. Сега за жал Binance Pool-от барем во оваа вест која што ја добив, значи во одреден временски период за само еден месец, за жал до мај, предходниот мај, значи нудел со нула физ да може да се приклучите на овој майнинг пул, но јас ќе оставам и ова заедно со нели гајдот со цел вие сами да одлучите потенцијално ако сакате да се приклучите на майнинг пулот на Binance, која што е една од главните вести кои што успеав да ги најдам од април 2024 година, со цел нели да се приклучите на овој майнинг пул, да не морате вие да воспоставувате се сами, како и да ќе ги ставам двата, вие одлучите сами доколку сакате или не. Сега во однос на типот на блокчейн имам уште нешто да кажеме, значи исто како и биткоин, така и самиот CKB, значи nervoussharing.com има свој countdown до секој халвинг. Значи претходниот халвинг беше во ноември 2024 година, следниот е ноември 2027 година, 4 години, исто како и биткоин, со тоа што овде ќе има само еден халвинг поминато. Сега, овде ќе има некои интересни работи кои сакам да исполнам со вас. Прво е само момент, значи ова е објаснување за самиот халвинг. И ова ќе оставам како документ каде што детално се објаснува нели самиот халвинг и наградите, мада ова и не е толку битно во оваа ситуација, верувам дека е побитно да видите како моментално изгледа во однос на блок. Значи во однос на блок до 16, тоест до 19 ноември 2023 година сте добивале 533 CKB како награда за запишување на блок, а сега после тоест се извинувам, сега добивате 533 од официјално 19 ноември 2023 година, а 533 добивате во целиот овој циклус до ноември 2027 година. Чисто ќе покажеме колку моментално добивате за еден блок. Значи за еден блок добивате околу $7.3 вреден CKB во токени во овој момент, се разбираме, но треба да имате доволно силен ASIC майнер кој што така речено ќе добива, нели, прво место, односно ви се потребни подобри ASIC майнери, знаете дека постојано испајаат нови генерации, имајте го тоа во превид кога одлучувате нормално, значи тоа е исто како биткоин, кој ќе го реши прв алгоритамот, тој има право да го запише блокот и да добие наградата. Сега, во однос со инфлација, значи ова ни покажува дека така речено сме се уште на самиот почеток, зашто 2019 моментално сме 2024, значи се ногаме негде овде. Се ногаме негде, значи после официјално првиот халвинг. Значи, ова е моменталната инфлација. Значи, била доста висока, погледнете, била околу 11% на почетокот, сега е на некој, значи ова е 5 до 5,5 години оприлика, затоа што веќе има поминато оприлика половина година.
инфлацијата е негде околу 5,6%. Значи дека на годишно ниво овој проект губи 5,6% на цена поради новите токени кои што постојано се појавуваат, затоа што нели се уште наградата е доста голема. Сега, една работа која што ме збуни, искрено ви кажувам, значи погледнете, не ми одговара затоа што веќе имаме само еден халвинг циклус, а погледнете, 44 милиарди токени се веќе во употреба од 45. Значи само уште 700 милиони токени треба да бидат пуштени во употреба, се разбираме? Сакам да кажам дека многу голема количина на токени е пуштена за само еден халвинг. Споредбено со 21 милион од 20 милиона од 21 после 3 халвинзи, овдека ние сме останати на 700 милиони токени после само еден халвинг, се разбираме? Тоа е малку збунувачки и проблематично, затоа што прво една негативна работа која што за жал не успеав да најдам никаде е 100 најбогати новчаници. Значи ова е директно поврзано со халвингот и со бројот на токени. Значи еве, CKB, за разлика од останатите кои што нели кога ти кликнете на wallet ќе ви даде најголеми новчаници, овде пишува само wallet кои што го држат овој коин, но за жал никаде не можев да најдам кои се најбогатите 100 wallet, што е проблематично. Затоа што ние ако веќе толку голема количина на токени е пуштена во употреба, а ние имаме само уште 700 милиони, ние не можеме да знаеме дали можеме половина од овие токени се на еден wallet, така? Значи за жал не можев да најдам нигде, ако некој може, ќе ве замолам ставете го во коментар да би можеле да видиме дали е доволно децентрализиран во однос на ова. Значи најголемите новчаници кои што постојат во самиот проект. Значи тоа не успеав да го најдам, а директно поврзано со типот на блокчейн и во оваа ситуација нормално со халвингот и количината на токени пуштени во употреба, тоа е токеномијата нормално. Значи ова е добро затоа што веќе нема токени, значи само уште погледнете, ова е малку, ова е колку е, да речем некои 3-4% се останати само токените кои што треба да бидат пуштени во употреба и гледаме дека со тоа инфлацијата ќе се намали драстично. Значи погледнете, веќе од 5 намалува во седниот халвинг на само тоа е во 2027 година. Но дури инфлацијата не ми одговара, значи е доста висока 5% на годишно ниво, а овде се останати само 700 милиони, се разбираме. Значи ако имате 5%, тогаш само уште оваа година и би требало сите токени да бидат пуштени во употреба. Значи ова не ми одговара, едноставно не можев да најдам никаде соодветни податоци, дури и овдека кога ќе отидете токеномија ви кажува дека не постои, така. Значи нема нигде, не успеав да најдам. Дали можеби затоа што овде имате total supply, но не и max supply. Можеби после тоа продолжуваат да минтаат без нели при тоа само да запазуваат инфлацијата, се разбираме. Значи тоа се работи кои што не се објаснети за овој проект и е проблематично. Потребно е на јавноста да знае кога одлучувате дали инвестирате во овој проект, затоа што ако вие не знаете кој е max supply, имате total supply колку би требало да има, така. Но немате max supply во оваа ситуација колку максимално би можело да има токени, потенцијално во оваа ситуација откако ќе дојде до 45 милиони, можеби ќе продолжат да минтаат, што е голема веројатност дека ќе се случи, но во оваа ситуација ваквото минтање ќе биде ограничено со годишната инфлација, така. Што значи дека како ќе се движиме натаму, се повеќе инфлацијата ќе се намалува и на тој начин се помалку токени ќе бидат минтани, а со тоа и ќе се намалува нормално според халвингот наградата на блок reward, така. Сега, тоа е во однос на токеномијата, ова е малку проблематичен дел, искрено е добро затоа што нема токени, но ако некој може да ми го објасни или барем да ми достави некои информации во порака, значи сите оние кои што гледаат ова видео нека ги пречешлаат и пораките, затоа што е можно некои од овие информации кои што јас не сум успеал да ги најдам, некој да ни ги остави во порака, така да имајте го тоа во предвид. Сега, многу битен приоритет кој што другите го немаат е VM, односно Virtual Machine. CKB поседува виртуална машина која што е матично земена од Ethereum, но е прилагодена на Proof of Work. Така да во оваа ситуација, значи Virtual Machine која што и нормално на Ethereum претходно беше нели Proof of Work, е земена од како што била изградена за Ethereum, што значи дека CKB Nervous Network е Smart Contract Compatible, што значи дека на истиот може да се градат други проекти во тип на токени. И затоа гледаме дека истиот има и свој екосистем, каде што веќе постоа 127 проекти. Каде што гледаме дека има Layer 1, што значи дека веќе почнале и на него да градат. Гледаме дека има wallet-и, дори мислам дека видов и DEX, децентрализирана менувачница има. Значи има доста DAOs, има неколку како што можам да видам како и да е. Значи има свој екосистем, иако мал, постои, значи се гради врз овој блокчейн и има свој DAO.
Значи дека во оваа ситуација вие одлучувате во однос со тоа колку CKB токени поседувате, со тоа што вака изгледа DAO-то, каде што се одлучува, а дополнително има и свој форум. За разлика од вчерашниот проект каде што не можевме да го најдеме DAO-то, значи овде беше многу лесно. Имате форум на кој што може да најдете се што ви интересира за проектот, што понатаму со проектот, вести, потенцијални предлози, а одлуките се донесуваат на оваа страна dao.ckb.community, каде што може да гласате кога ќе се конектирате со вашиот wallet. Значи тоа е добро, значи дека самиот проект има седница која што одлучува што понатаму со овој проект, мада нема многу кои што одлучуваат, 290 да бидеме јасни. Значи тоа е малку проблематично во оваа ситуација, затоа што само 290 луѓе ефективно гласаат за што понатаму ќе се случува со овој wallet и не заборавајте дека на ваков тип на гласање колку повеќе CKB токени поседувате, толку поголемо право на глас имате. Значи имајте го тоа во предвид. Сега во однос на вести за овој проект, значи најдов, тоа е една интересна вест, тоа е дека ќе има zero fee mining на Binance, кои што ефективно овде ќе имаше ставено, така да проверете го ова. Значи верувам дека Zero Fee е доста добро за оние кои што сакаат да го мајнаат овој токен, но имаше, само да видам каде го најдов датумот. Имаше датум, од 18 април до 18 мај 2024 година. Може би го пуштиле, може би е се уште фри, затоа што во самиот овдека во самиот артикал јас не ги најав истите датуми, така да ова е артикал и во исто време гајд како може да направите пул, така да ако некој од вас планира тоа да го направи, значи може да го направи преку овој гајд да се приклучи на пулот на Binance. И втора многу битна вест, која што е 15 мај 2024 година, тоа беа сите вести кои што успеав да ги најдам понови, дека CKB моментално се обидува да направи Layer 2 солуција на Bitcoin. Се уште не е официјално, ако беше сите ги знаевме, ги беше ни сите вести, но HackerNoon, значи HackerNoon, се извинувам, доста интересна, посебно за гајдови, ја на оваа страна ги наоѓам доста. Значи, ова што овдека се обработува, се објаснува дека CKB преку својот virtual machine работи на тоа да стане Layer 2 на Bitcoin, затоа што знаеме и сами дека Bitcoin самиот по себе не може да гради екосистем врз овој блокчейн кој што го има, зашто е доста застарен и плюс е Proof of Work и плюс не е смарт контракт компатибилен. Со тоа што CKB има матично ист тип на консензус, односно самиот Накамото консензус, значи истиот практично може да се прилагоди со Bitcoin и при тоа да изгради на самиот Bitcoin Layer 2. Така да тоа е позитивно, но се уште не е потврдено, но е интересна вест која што сакам да споделам со вас. Тоа се единствените вести кои што успеав да ги најдам искрено. Сега околу техничка анализа, значи технички гледано, во овој циклус CKB е доста висок. Ќе ви кажам веднаш зошто. Значи ако се вратиме на месечно ниво, ќе видиме дека пред само неколку недели, тоест пред 2 месеци, кога беше оној голем скок во март, истиот само што не достигна претходен all-time high од негде околу 4 центи. Со тоа што истиот направи голема корекција од тој момент. И зошто велам дека е доста, сега мене ако ме прашувате, за мене е доста касно, јас не би го купил овој проект. Сега погледнете. Од апсолутното дно истиот достигна неверојатни 1700%. Значи дека нема логика да го бркам овој проект, иако истиот направи голема корекција моментално, погледнете и сами, значи 63% направи корекција на својата цена, со тоа што според FIB, истиот од почетокот на оваа корекција нагоре, тоест корекцијата овдека би почнала точно тука, значи истиот само што поминал под 61,8, односно само што поминал под златното ниво на FIB и се движи кон 78,6, што е негде околу 99, односно 1 цент. Значи од така речено 3,7 центи се враќа на 1 цент. Сега, дали ќе се придвижи таму, не можеме да знаеме, но во однос на она што можеме да го видиме моментално, значи ако се приближиме на неделно ниво, можеме да видиме дека има голема шанса тоа да се случи. Погледнете. Значи негде околу 1 цент имаме ниво кое што се погледнете. Значи ова прво ниво од така речено почетокот на неговиот чарт се провлекува низ претходниот бул и оваа корекција која што имавме оној summer low, потоа овој dead cat bounce и сега моментално гледаме дека после пробивањето гледаме дека цената се движи кон истото ова ниво, што е на некој начин и доста блиску до 78,6. А ако се вратиме на месечно ниво, ќе видиме дека тоа во исто време кореспондира и со овие средни вредности на Market Cipher. Така да во целиот овој регион од 1 па до овие Market Cipher, да речем
средни вредности и 78,6 на ФИП. Доколку и понатаму продолжиме се движиме надоле, голема веројатност дека цената ќе се придвижи до тука, но со оглед на фактот дека јас и понатаму очекувам дека цената на сите алткоини заедно со биткоин ќе се придвижи нагоре. Единствена негативна работа која што гледам моментално е фактот дека помина под bull market support бендот. Значи сме се движеле над него во целиот овој дел и цената само што проби под истиот. Тоа не значи дека ќе остане овде, затоа што гледаме дека самите индикатори се доста ресетирани, значи RSI од многу висока позиција каде што бил 70, 80 скоро, се вратил на 50, а сток RSI е апсолутна нула. Значи дека овој коин има направено длабока корекција. Така да голема веројатност дека истиот ќе почне да се движи нагоре, но нормално потребно е целиот маркет да почне да се движи нагоре за алткоините да го следат овој тип на движење, а гледаме зошто тоа се случило, значи истиот испаднал надвор од bull market support band, што знаеме дека многу често кореспондира со соодветна корекција во оваа ситуација негде до средината на bull market support bandот. Се извинувам на Bollinger Bandот, се извинувам. Така да мислам дека ако мене ме прашувате, корекцијата е завршена, иако има место за подлабока, доколку и понатаму продолжи се движи пазарот надолу, веќе кажеме кои се нивоата, но верувам дека во оваа ситуација имаме направено веќе длабока корекција. Сега тоа е во однос на техничката анализа, мислам дека овде као прилика би заправил со движење надолу, као што кажеме станува збор за мини проект, значи дека имаме многу голем потенцијал за движење нагоре, значи гледано од претходниот највисок момент на маркет кап од 1,4 милиарди, значи во оваа ситуација имаме барем уште 2x од овој момент нагоре, но доколку погледнете техничката анализа, за жал нема многу за движење нагоре до претходниот all time high, но не заборавајте дека после пробивањето на претходниот all time high влегуваме во price discovery. Значи, уште 227% треба за да се придвижиме до претходниот all time high, тоа е 2x од тука, и после тоа веќе продолжуваме во price discovery, каде што над нас нема нивоа кои што би ја запреле цената. Сега, тоа е реалноста, но дали ќе случи останува да видиме, затоа што се зависи од тоа колку овој проект ќе биде користен. Во оваа ситуација, доколку успеат поради некој напредок да навистина направат Layer 2 на биткоин, тоа би било многу битна вест на пазарот и верувам дека многу би помогнал на овој проект, но сега за сега такво нешто се уште не сме виделе. Не заборавајте, оваа вест е доста нова, 15 мај, значи има само еден месец поминато, така да голема веројатност дека понатаму потенцијално би се случило такво нешто доколку работат на тоа. Други вести не можев да најдем за жал, значи навистина не можев ништо посебно да најдем за овој проект. Nervos, за жал, гледаме дека нема ни колку девелопери работат, што е исто така проблематично. Значи реално токеномијата е доста проблематична затоа што ние не знаеме овие голема количина на токени кои што се веќе пуштени на пазарот кај кого се разбираме, значи немаме никаков увид, се разбираме, тоа е проблематично реално. Така да ако некој има нешто околу ова што може да ни помогне, ставете го во коментар. Тоа е првиот проблем кој што го гледам со овој проект. Вториот проблем е, значи немаме ни колку девелопери истите имаат, што е проблематично, не знаеме колку луѓе работат, дали навистина има активни девелопери. Од друга страна не заборавајте дека овој тип значи ова не се многу апликации во екосистем, да бидеме реални, од кои што поголемиот дел од овие апликации се направени со цел поддршка на самиот блокчейн, така. Значи пример во оваа ситуација имаме Mining Pulse 7, тоа е за поддршка на самиот блокчейн. Wallet 11, тоа е за самиот блокчейн, така. Значи тоа се две големи проблематични работи кои што не успеав да ги најдам. Сега на крај исто така имаат и свој Explorer, затоа што нормално имаат своја свој блокчейн. CKB Explorer запишете и ќе можете да направите увид, така речено, во вашите трансакции на овој блокчейн, и овде кај е официјално 14 трансакции во минута, што не го прави нешто посебно подобар од биткоин, но можеби затоа што и нема, значи можеби луѓето не вршат многу записи, така. Поради тоа можно е дека во оваа ситуација и затоа и немаме толку трансакции колку што потенцијално треба да има од 100 до 200, така да имајте го тоа во предвид исто така. Дали нешто промашивме, сега ќе видиме, значи објасниме во однос апликацијата. Сега, реално roadmap не успеав да најдам никаков, но ако најдам понатаму може да направиме дополнително видео. Зрелост на пазарот има, значи тоа е фактот дека поголемиот дел од токените се веќе ставени во употреба, дополнително веќе има солиден чарт, гледаме дека се враќа на претходен all time high, значи дека има интерес за токените.
Техничка анализа направивме, значи е доста близко до претходно all time high, после тоа е price discovery, фундаментална анализа, вести објасниме, партнерства не успеав да најдем ништо, би рекол Binance, со оглед на фактот дека има пул за майнинг, потенцијално е нели партнер, не најдовме никакви кривични судски случаи да бидеме реални, во однос со токеномиите објасниме, ова е најпроблематичниот дел ако мене прашувате, значи немаме max supply, не знаеме дали и понатаму од кога ќе стаса до ова крајна бројка ќе продолжи со мајнење, дали ќе биде само инфлацијата, но во друга страна пак имаме нели доста добро објаснување во однос на халвингот и слично, и инфлацијата нормално, и не можеме да најдеме најголеми новчаници. Тоа е се за овој токен, како што веќе спомнавме, значи продолжуваме во текот на утрешниот ден со аудио токенот. На моје големо задоволство, ова е токен кој што го додававме во нашето портфолио, значи поради тоа што беше еден од најактивните на нели во однос на нови скрипти кога станува збор за GitHub. Така да уживајте во нашата работа како и секогаш и значи во овој викенд за жал нема да можеме да направиме специјално неделно видео, значи оваа сабота имам хируршки зафат, така да затоа се извинувам, значи нема да успеам да направам неделно специјално видео, ќе видам ако успеам да ги направам овие престоечки токени кои што ги имаме, со цел да го покриеме викендот со материја, така да во овој ден или во утрешниот ден ќе гледам тој дел да го средам, така да нели посакајте ми среќа, се би требало биде во ред нормално, но за жал нема да успееме да направиме неделно специјално видео, не се кирете, наредна недела ќе надокнадиме. Тоа е се што имам да кажам за денес, нормално за крај мораме да ги исполниме овие битни работи, значи знаете и сами, гледате нашата работа и понатаму продолжува без разлика на се, значи 0 евро по македонец, продолжуваме колку што можеме побрзо во овој bull market да направиме што повеќе видеа, со цел да ги информираме македонците за потенцијалот на крипто технологијата и на економијата и финансиите. Се што бараме од вас нормално за возрат е да ни помогнете да го промовираме овој материјал на што повеќе македонци, со цел да истите се описменат и научат што повеќе за финансиите, економијата и блокчейн технологијата, така да вашиот збор значи многу. А друго што може да направите, лайк, шер, сабскрајб, комент, значи тоа се основни работи со кои што ни помагате на сите овие видеа, на сите наши материјали, без разлика дали се на канали или пак на социјални мрежи, да бидат споделувани од алгоритмите. Дополнително, во секој од нашите видеа, во дескрипција може да најдете за што зборуваме, значи тоа се точките кои што ги обработуваме, како и нашите социјални мрежи и резервни канали на Odyssey и Rumble. Заследете ги нашите социјални мрежи затоа што објавуваме многу информации надвор од видеата кои што дополнително би ви помогнали за следење на крипто сферата. И нормално за крај, значи иако ние не бараме ништо од македонскиот народ, се тоа што го правиме за 0 евро по македонец, доколку се осеќате дека сакате да не почестите едно кафе, значи на ваше барање ги ставивме овие блокчейн адреси на кои што може да ни испратите донации доколку сакате нормално, а ние истите донации ќе ги искористиме за помош на македонците ширум светот. Исто така и оваа апликација Купи ми кафе, истата може да искористите за истата намена, со тоа што сите овие донации до сега видовте и сами ги дониравме до првата и втората, да речем, добротворна акција, беа наменети за една црковна организација од Велес, каде што ги доставивме овие средства во противвредност на прехранбени продукти, јавно направивме видео, покажавме колку сме добиле, што сме купиле, каде сме пратиле и на тој начин нели помагаме на македонците назад, така да правиме се што може за да се помогне на македонскиот народ како едукација, така и со овие малечки донации, иако се мали мене ми се доста блиски до срце, затоа што ова го правиме како заедница, ова доаѓа од сите гемиџи во светот. Така да ви благодарам, уживајте во нашата материја и понатаму и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.